Здраво живо Куманово! Преубаво Куманово! Преубав народ, позитивни луѓе. Може ли со еден голем аплауз да ги поздравиме новите пратеници од Куманово? И за само 2 недели новиот премиер Христијан Мицковски. Тешко да се зборува после Рашева, но ќе се потрудам. Убави денови, убави моменти тука во Куманово. Навистина ви благодарам за овие денови што ги поминав тука со вас. Јас ќе продолжам и понатака да доаѓам. Ќе продолжувам да разговарам со вас за сите оние проблеми што ве тиштат. За овој урбан хаос што се случува, за скараната централна и локална власт, кој поголем шериф да биде во градот и така натака и така натака. Но да ги оставиме нив. За нас се неважни. Имаме разлика овој пат. И зашто сме сите различни? Го имаме Христијан Мицковски и го имаме Зоран Заев. Кого треба да одбереме? Човек, кога дојде пред 30 месеци да биде на првото место во партијата, се трудеше од кал, се трудеше максимално да крене партијата на нозе. Свртете си и видете. Во секој град преполно народ, позитивна енергија и за 2 недели победа на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Многу луѓе од нашата партија свиткаа кичмата. Многу луѓе беа разочарани, можеби. Некои намерно, некои ненамерно. Но многу луѓе се охрабрија. Завршуваат овие 3 години прогон. Јас тоа сум го осетил и на себе, но и многу од вас. Јас сум благодарен што Куманово има добри луѓе, што има одличен тим, луѓе што си го сакаат ова парче земја, што секој ден сакаат да влезат во секоја куќа, сакаат да тропнат во секое место, сакаат да разговараат со луѓето. Зашто? Зашто сакаат да останат тука. Бране сака да остане тука. Иван исто така, Кети, Тихо, сите. Сакаат да имат подобар живот тука во Куманово. Сакаат да покажат дека можат повеќе. Веќе со децении власта во Куманово е на СДСМ. Јас ве прашувам јавно, каде ги видовте последниве 3 години тие 230 километри што ги изградија? Дали ги има тука во Куманово? Дали го има клиничкиот центар што го ветија, гледам спотови прават за него? Нема ништо. Лаги и манипулации. Не сакам да ширам омраза против никој, но сакам да говорам вистината. А вистината е дека овие 3 години се посветија само на едно прашање. Тоа прашање беше како да се смени името. Како да се создаде немир и омраза кон граѓаните. А сите останати во власта, поготово и техничкиот премиер, гледаа само како да се збогатат. Ништо повеќе. Куманово заслужува повеќе. Куманово има честни луѓе, добри луѓе. И така мора да биде, и така и да остане. Но ве замолувам, иако сме во пандемија, имам уште 2 недели, да тропнеме на секоја врата, да ги замолиме граѓаните да ни дадат поддршка. Бидејќи после 15 може да биде касно. И на минатите избори велевме дека Зоран Заев е нечесен и она што ви го кажува е измама. Сега он вели многу убави работи да ги чуете, но ќе бидете измамени. Немојте повторпат да ви измама. Вие во Куманово тука треба први да кажете дека е доста. Ова е најголем град во Македонија. Град кој заслужува најмногу. Град кој треба да биде, според мене, еден од најубавите урбани градови. Јас ве уверувам дека Христијан Мицковски и овој тим ќе донесе многу за Куманово, ќе донесе обнова. Јас лично ви ветувам дека ќе се потрудам максимално да бидам тука, независно од функциите. Тие се менливи и минливи, но најважно е да останеме луѓе. Јас ве уверувам, и Христијан Мицковски тоа го има кажано пред известно време, дека во новата влада ќе има многу луѓе од Куманово што ќе ја водат власта. И за тоа треба да му дадеме целосна доверба за вие од Куманово да ја водите и владата на Република Македонија. Човек со принципи, човек лојален на Македонија. Тоа е Христијан Мицковски, еден нормален човек што сака да остави успех. А имате од друга страна технички премиер и го имате Зоран Заев, кои што немаат направено апсолутно ништо за Куманово. Но одлуката е ваша. Вие треба да одберете. Дали сакате Куманово да биде добро, просперитетно и убаво место за живење, или сакате да остане
во овие црнива веќе долги години. Познавајќи ве, знам дека сакате позитивни работи. Знам дека имате ведер друг, дека имате насмевка, што сакате да го видите вашето дете да остане тука во Куманово. Сакате вашите деца да останат тука во Македонија. Затоа сите луѓе емотивно да го видиме овој 15-ти. Со емоција да гласаме. Да гласаме за Македонија, бидејќи друга земја резервна ние немаме. Јас ви уверувам и ви ветувам, кога ќе завршат изборите, повторно ќе дојде и Христијан тука, и Рашева ќе дојде, и Бране, и Игор, и сите да не ги набројувам. Сите ќе останеме со вас да работиме. Бидејќи ние не знаеме поинаку. Додека некои смислуваат црни сценарија, размислуваат на рекет и корупција. Христијан Мицковски и ние во ВМРО ДПМН заедно со коалицијата размислувавме како да направиме 1000 проекти. Како да има индустријска зона во Куманово. Како да продолжат експресните патишта. Како да има поголеми пензии. Како да има поголеми плати. Но овој пат вие одлучувате. Одлучувате бидејќи можеби да биде доцна. Народе, разбуди се. Обновата доаѓа, Куманово ќе биде предводник на победата. Јас знам дека ќе биде. Овие прекрасни луѓе ќе ја направат огромната победа на ВМРО ДПМН. А вие ќе се гордеете во наредните 4 години кој ќе ја води оваа држава. Благодарам многу на вниманието и што доаѓате со маски на дистанца и што ни посветувате време.